Ние си ја браневме сопствената држава. Добро вечер, патриоти, тука е Патриотско друштво. Денеска, тоест до сега возевме 2,5 сати на некоја одредена локација, нема да кажам каде. 2,5 сати од Скопје, значи ова специјално го правиме за вас, овој подкаст ќе биде доста интересен, ќе има некои работи што можеби и вие сте ги слушнале, ама не сте ги дослушнале, така да оваа вечер ќе биде доста интересна. Сакам да ви кажам, фала ви, искрено фала за претходниот подкаст, посебно за дечките што дојдоа и вие што ни дадовте поддршка. За сите позитивни, а и негативни критики ги почитувам. Сакам само да кажам дека идеме појако, уште ќе газиме и ќе идеме напред. Денеска сме со Сашо Гилевски Качо, значи бивши началник на Битола и на СВР Битола и е бивши припадник на МВР на посебната единица. Извини, тоа не го кажав. Значи Сашо, јас го најавив дека е голем херој, вистински македонец, вистински патриот, каде што имаме, ми кажа сега преска дека во твојот баба, дедо, тоест твојот дедо, прадедо, стрико има загинато, да, има загинато од каде што бугарите го тепале, го убиле. Значи неговата фамилија била дала жртва за Македонија, така да тој продолжил таа лоза и бил конкретно во 2001 година на два битни датуми. Значи кога е се случила нападот на Радуша, а и пред тоа бил еден од првите луѓе каде што ги вадил жртвите од Вејце. Исто така сакам да напоменам дека 1997 година ти си бил човекот каде што си бил исто така директен учесник во протестите во Гостивар. Сакам да ти кажам фала, бидејќи ти, ова ни е второ видување со тебе, ти беше, сега да не кажам кој што како, луѓе ќе си препознаат која приказна во мојата книга Заклетва, каде што ја пишувам, веќе е околу 50% готова. Така да имаме една сторија на Сашо, каде што ни кажува што се случило и за Вејце и за Радуша, така да ќе имате можност сега да го видите Сашо како ви кажува во лице. Сашо, сакам да ти се заблагодарам тебе искрено што прифати да дојдеш да бидеш дел од мојата книга, а исто така и да дојдеш на мојот подкаст, со цел да ја шириме каузата, да бидеме подобри патриоти и да им покажеме на луѓето вистинските луѓе. Првен сакам да ти се заблагодарам на прекрасните зборови, да ти се заблагодарам на прекрасната најава. Ќе почнам со 2001 година, ме најави како херој. Јас, за мене се сите херои, сите мои колеги кои учествуваа во 2001 година. И тие што беа од резервниот состав, и нив ги клавам како херои, и сите буквално што дадоа придонес во 2001 година, за мене се херои. Посебно ги истакнувам моите колеги од Битолската посебна единица, затоа што со мене беа од 1000 до 2000 дена терен, од 2001 до 2007 година, каде што останавме по кризните подрачја во Македонија. Сакам да најавам, извини што те прекинав, заборавив да кажам дека кога беше емисијата Достоинство, 2000 сведоштва, да, таа е 2007 или 2008 година која е снимана. Јас кога беше 2012 година, почнав прв пат онака да влегувам во пубертет, ме интересира за Македонија, ме интересира за патриотизмот, а и конкретно ти беше и причината што навлегов да истражам за конфликтот од 2001 година. Така да ти си можеби една од поголемите причини за тоа кој сум јас денес. Така да тие емисии што си ги снимал и овие емисии што ги правиме сега, се надевам дека со тоа ти што ќе кажеш ќе го направиме утре народот да види, да добие мотив за работа за борба за татковината. Јас сум горд на вас, Патриотско друштво. Меѓутоа Патриотско друштво треба да сме сите млади во Македонија, тоест вие младите Македонија на кои ние бевме спремни да го дадеме својот живот. Дел од моите колеги го дадоја својот живот за Македонија. Така треба да се чувствува секој македонец во оваа сопствена држава. И сакам да кажам,
за албанците кои војувавме во 2001 година. Немам ништо против албанците. Да. Немам ништо против албанските семејства. Имам против само они усвитени глави, како што е командантот на УЧК, сега председател на ДУИ, Али Ахмети, Талат Джафери и ред други нивни соборци, кои се уште имат усвитена глава и се уште отвораат спомен плочи и не знам какви на некои борци кои паднале, кои го дале животот. Меѓутоа, ние си ја браневме собствената држава. И велам, има млади албански сили, млади деца, кои не еќат да земат пушка во рака. Ова држава, ова Македонија, има отворени врати и за албанци, и за македонци, и за турци, за влази, да не набројувам роми и сите други националности. На ова територија, која можеме да ја споредиме со Белгија, каде што живеат 10 милиони луѓе, тука сме преку сила 2 милиони. Нешто само што се селуваат македонците, млади, се селуваат и албанците млади. Ќе останеме, нема кој да ја одгледува оваа земја, кој да ја брани државата. Ние сме мала држава. И сите треба да дајме придонес. Меѓутоа, македонската кауза е скрос уништена. И јас ви сум благодарен вас, вие млади сили, млади деца, што ќе продолжите да ширите македонската кауза. Оти зад нас, јас го изгубив мојот стрико на татков ми брат, меѓутоа и други семејства ги изгубија синови, браќа, татковци, деца. Болна е 2001. Јас велам, на никој да не му посакуваш војна. Тешко да се справаш во војна. Тешко да се справаш со последиците. Лесно е да убиеш. Тешко е да живееш со тоа. Да. Ние, повели. Извини што те прекинам. Сакаш да кажеш дека нашата поента не е дека сме ние против албанците. Тука мора да се направи таа дистинкција против од албанскиот народ и терористите конкретно кои биле вклучени во 2001 година. Точно така. Јас сакам да кажам, сите политичари кои имаат крв под ноктите македонска, да се тргнат од македонската политичка сцена, да дојдат млади, перспективни албански сили, кои му мислат добро на оваа држава. Не можам да кажам, јас еден албанец ќе го земам за пример, спортиста Елмазовски. Можеше да игра за Албанија, можеше да игра за Косово, можеше да игра за Швајцарија. Тој рече, родеш во Македонија и ти играм за Македонија. Мене ме е тој идол во спорт исто, без разлика што е албанец. И има ред други примери да ги кажам. Значи, немаме ништо против албанците да живееме. Еве, јас сум израстен како дете во албанска средина. И до ден денес пијам кафе со албанци. Да, јесно. И ова тема е болна. Меѓутоа, дали беше начинот со војна и со жртви, и од едната, и од другата страна, да се решат некои проблеми, не знам дали беше таа целта. Дали беше целта за права, или беше целта да се отцепи територија, јас знам дека до последната капка крв, до последната ќе се борам до последната капка пот за ова држава да се остане во оние граници како што е. Не може никој да ни одземе ни дел од нашата територија. Да, јасно. Значи ти си конкретно кажи ми твоите почетоци во таа битка за Македонија. Како почна, како влезе ти во конкретно во МВР, како се случи, која година беше? Значи со самото влегување во Министерството за внатрешни работи, тогаш беше републички секретаријат, значи во 91-2 година. Со самото влегување, уште првите почетоци, да речем, уште 93 година, влегов во Битолската посебна единица, па се до, значи, од 93 до 2007 година. Формирањето на државата, самото формирање на Македонија, на самите почетоци беше многу тешко. Многу тешко, затоа што немавме опрема, немавме многу работи, меѓутоа полека, како што, да речам, течеше времето, така се надокнадувавме, така се надоградвавме во многу сфери, во многу работи. Прво, да речам, беше одземањето во Радолишта, многу дел од растурањето на Албанија влезе во Македонија, голем дел од кој се растураше Албанија, 90-тите години,
и Радолишта имавме на акција голема, да речем, каде што одземавме дел од оружјето. Наредно ми беше 97 година во Гостивар со знамето. Да, Гостиварските немири. Потоа 99-та година кога НАТО ја нападна Србија, да речем, бев многу денови, помина вратница, да речем, на граничен премин према од Тетово према север, према Урошевац, на сам граничен премин. Ние бевме тампон зона, последната битолска беше тампон зона помеѓу Србија и помеѓу Македонија, да речем, тука се прават претреси, прегледи околу бегалците што влегуваја. Мене тоа ми е најпоќе криво. Јас знам, дечината што влегува од Албанија сопственото млеко му го давав, сопствениот леп беа гладни и боси што од Косово. Да, значи ние сме... И на тие што ги примивме, на тие што лепчето мој му го давав, крена оружје против нас. Да, да. Крена оружје против ние што му поможивме. Значи, 50.000 бегалци поминаа преку моите раце. Јасно. И во Стенковец исто тоа што бил бегалскиот камп направен од наша страна, да. Да, не еден, два кампови. Два кампа. Да, и двата кампа ние ги обезбедвавме. Дел не му фалеше ништо, се што беше од наша страна, полициска страна, од обезбедување беа обезбедени. Не само обезбедени, смеше да му падне на раска таму. Да, јасно, Значи, јасно. вервајте дека сопственото млеко му го давав на помалите деца за да можат да пијат. Имаше стари изнемоштени, му помагавме во секакви моменти му помагавме 99-та на албанците ние. Јасно. Значи ние сме ствари ги прифатиле тогаш албанците од страна на Косово затоа што србите ги напаѓале, сме биле добри домаќини према нив и како се случи тоа да во 2001 ете испадне конфликт? Што мислиш, дали можеби албанскиот народ е неблагодарен, можеби некое надворешно влијание виделе дека можеби да се направи некој сценарио исто како Косово? Тие прашања можеби никогаш нема да ги одговориме, ама сакам да кажам, без разлика на што било, ние сме испаднале фер луѓе и сме ги примеле тие бегалци и сме ги третирале, еве ти како што викаш, од својата мајка млеко сме им давале до тој степен. Така да сакам конкретно да те прашам за конфликтот, еве може 2000-та година, 2001 година, тука, како била атмосферата, како беше кај народот, што се случуваше тогаш? Види, во ниеден момент не се препознаваше дека ќе се прелеи, да речам, конфликтот од Косово, тоест од Србија, во Македонија. Затоа што ние не очекувавме од причини што во ниеден момент немавме никакви недоразбирања. Да. Точно се случи Гостивар немирите 97-ма, меѓутоа тоа што се случи заврши за 2-3 дена. Да. И се испадна како што треба. Да, како што треба. И после тоа почна да се решават, мислам, и проблемите околу знамето, и околу факултетот, и околу ред други работи. Да. И можеби тука, да речем, државата употреби малце прекомерена сила, меѓутоа, јас кажувам дека тогаш требаше да му се дадат на албанците и му се дадоа факултети, затоа што кај мене важи девизата од учен човек немаш ти проблем. Да. Само од неук човек имаш проблем. Јасно. Вервајте, во 2001 година, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 јас продолжив да одам на терен низ кубановските села. Тама албанците живеат во тешка сиромаштија, но не народ му треба помош, но не народ му треба едукација. Он е неучен народ, неук, не му се тежок живот економски. Да, јасно. Многу тежок во планина, треба да се едуцират тие луѓе, живеат како во гета, не се дават едни на други. Значи во тешка сиромаштија, таму треба да му се поможи на албанскиот народ. Треба да му се отворат училишта, да, јас сум за да се отворат училишта, да му се направат патишта, а не да се кажуваат некои примери и тој народ, како е прост, да речам, и ако не е едуциран, лесно можеш после да го манипулираш, да, јасно. Многу лесно може да го... И мислам дека тој народ оттаму е изманипулиран без никакви причини. Да. 2001 година нема албанците причина да нападнат Македонија. Кај нив, каузата, ова е моје видување, да, не кажам дека е друго видување. Кај нив беше за отцепување на територија на Македонија. И еве видовте некни сега колку има 2 недели во Сопот, во Кумановско, да. Каже картата на голема Албанија. И јас кажам, ако тие 2001 го заземеа Радуша,
Понатаму, Да. тие датуми забележете ги во македонската историја. 8 август, 9 август, И 10 август. рамковниот договор тука е На непосредно. 13 до август е подпишан рамковниот. Непосредно, да. По 2-3 дена. Тие последните 3-4 дена ги дадоа најголемите жртви према македонците. Значи, Прилепчани Загинува во Карпалак. Карпалак, Љубанци, Љубанци, да, Љуботенски бачила. Љуботенски бачила и нападот на Радуша, Радуша, да. кој траеше 3 дена. Кај нас тие не знам од кој добива информации, значи ние 65 луѓе се справивме со 115 корпус. Знам. Зборам корпус значи 1000 луѓе се. Од 700 до 1000 луѓе. Директно кои нападнале од Косово, од косовска страна, од да. косовска страна преку граница влегоја ја нападнаа Македонија. Ако мислам дека тука загинеа дел од македонските бранители, да зборам кај што бевме ние, значи тогаш мислам дека тие ќе отцепеа таа. Да. Предпоставаме дека тоа било и Тој цел. беше последниот, да речем, браник на Македонија, и битката траеше до 11 август. Да. И по еден ден, два се подпиша Рамковниот договор, да. Значи тие целта им била за територија, за жал не успеале, сме имале храбри луѓе. Добрата работа е тоа што ете во Радуша не сме дозволиле да имаме некои тешки повредени луѓе. Имаме 5 души повредени луѓе, да. Да, ама со оглед на тоа дека сте биле 75 души против цел корпус, да речем 1000, тоа се минимални. Битката траеше од 40 до 50 сати битка. 40-50 сати. За тоа ќе правиме момент. Сакам да те прашам конкретно ти во 2001, например, што си правил тој период, конкретно каде си бил, што се случувало со тебе? Со самата најава на почнувањето на конфликтот, значи во Танушевци кога загина првиот војник, беше активирана битолската посебна и баш бевме на тој терен пуштени, тоа е селото Бродец, Скопска Црна Гора. Да. Тука бевме во еден студентски дом и држевме 2-3 позиции. Да речам тука, Соколовац, Црнврв, некој имиња не ми текнува, меѓутоа, тој дел го држевме скоро, може 20 на дена и повеќе, и можда месец дена. После тоа почна расчистување по селата. Значи почнавме претреси, прегледи по сите кумановски села, Брес, Малино. Што сте сакале да најдете таму, што имало во селата наводно? Значи не сакавме да најдеме, него ние ги надгледувавме цело време, пошто бевме на повисоки позиции, дека таму има терористи од УЧК. Значи ви било најавено дека постои опасност, таква опасност. И сакавме да ги стисниме нормално, тие има завземено некој дел од нашата територија. Тоест, може би тие насила влегле во тие куќи, дојдени од Косово или од Албанија или некои платеници, значи, може би насила му влегува на луѓето албанци па ги избркаа. Да. Значи, ние, по нашите информации, добивме дека на тој дел има група на терористи и полека почнавме да ги стиснуваме. Тој стиснување траеше во повеќе села таму, ти реков, во дело на Кумановскиот регион, се до Липково езеро, Гошинце, Брес, Малино и дел од тие таму села. Значи, тоа траеше скоро 40 на дена. Да, јасно. После тој терен се вративме во Битола, значи од кога почна вајната негде до, не знам, март беше така, мислам февруари, март да не беше така, се не сеќам многу на дутно, и нареден терен ни беше во Тетово. Во Тетовскиот, да. Во Тетово, тој дел кога чистевме ние Тетовскиот дел, да речам, други единици од Министерството за внатрешни работи, нормално во координација со армијата, и ние во координација нормално со армијата и со другите единици, го чистеа Калето Тетовско. Калето Тетовско, да, тога се волците. Така, да. Затоа да координира Министерството за безбедносните сили општо. Да, МВР и АРМ тука заедно се вклучуваат во акција. Значи координира во акциите и дел се чистеше во Калето, да речем, Тетовскиот регион. Да, Тетовскиот, да. И тоа беше, значи, првите 6 на денот 2001 кога почна конфликтот. И после тоа нареден терен беше
ви кажав Тетово примив јас бев како командир на ВОД. Заедно координиравме патроли со волците, значи од армијата, специјална единица волци, прекрасни деца, прекрасни херои, млади, Да. добри, пообучени од нас, во слободното време ни пренесува нивното знае. Да, машини, она биле Толку скроз. добри, несебични, Несебични, обучени, да. нивното однесување, Професионални во однос со све. професионални во све. Значи за нив најдобри, затоа за мене се сите херои што учествуваат. Да, во 2001. јасно. Тие се прекрасни деца. Еве дел четворица ги изгубија животите и од нив во Вејце. Да. Конкретно сакам да те прашам, кое е твоето мислење, зашто на пример луѓе од Битола, луѓе од Прилеп биле носени во Тетово? Не е ли по некое правило, на пример ако избие некој конфликт, луѓето кои живеат таму, локалното население, да биле мобилизирано во тој регион? Затоа што еве да речеме, замисли ти сега целата сила и тоа се чувствува низ конфликтот да луѓе од Битола, од Прилеп, од тие краеви се носени во Тетово, а луѓе од Тетово, во Скопје не се доволно мобилизирани. Дали тоа мислиш дека е некоја грешка, дали тоа можеби е намерно, затоа што преска правевме муабет ми кажа баш Васко да сакале да ве барале и јурале да ве нападнат. Не Тоа е. знам, јас да ти кажам, до ден денес си го поставувам тоа прашање, и ако ги видиш жртвите, значи што за нив, Најголем дел се од Битола и Прилеп. Да, Битола и Прилеп. Не знам зошто такви Тоа баш. а то дека Битолската посебна и Прилепската посебна, не дека другите и од Штип и од Велес сме се менувале, значи не е дека другите не беа пазите во војна не можеш ти мораш да си одиш 2-3 дена дома да се испедиш, да се одмориш 2-3 дена. Значи тоа го правевме ние 15 дена, 20 ќе одевме на терен, па 2 дена дома, па повторно 15-20 дена, па повторно 2-3 дена дома. Зошто на нас не знам, тоа треба сигурно нив да ги прашаш. Меѓутоа дел дека голем дел од товарот го носеше, да речем, овие две посебни единици, го носеа во 2001 голем дел од товарот. Сакам да те прашам исто така, конкретно, ти кои се твоите први акции каде што директно си учествувал, каде што си бил нешто, вклучително еве пред Вејце, нешто да си имал веќе некој пукање, некоја акција, некоја случка каде што можеш нешто да кажеш? Види, во полициската работа, нормално ние како алат не носиме нити четка за бојадисвање, нити носиме, значи, пиштол како лично и форматиско оружје, значи автоматска пушка. Тука сакам да ти кажам исто така, си можел, си имал прилика, те гледаш дека е тензично, гледаш дека се случуваат некои работи, си можел да се повлечеш, си можел да бидеш на болување. Што било тоа што те натерало да влезеш во целиот овој конфликт, да не се повлечеш тој момент? Види, има едно интересно, ќе ти го кажам сега, Битолската посебна броеше околу 40 на луѓе, 35 луѓе, 40 луѓе. И замисли, нити на колегите, што иде на терен, не му се љутевме, меѓутоа имаше меѓу нас, како еден соживот меѓу колегите, таа викам воена љубов или конфликтна љубов што ќе те спојва и ако еден ти фали исто како алка да ти фали од синџиро. Значи една алка ако трнеш од синџиро се растурва синџиро. Значи ние 35 тие 40 на луѓе, веќе спомнам сега Маријан Божиновски што загина во Вејце. Маријан Божиновски беше на боледување. Од боледување дојде за на терен, оти се љутевме меѓу нас. Значи не му се љутевме на некој што не иде лич. Се спојме толку, тој самиот почетоци, да речем, на конфликтот, ко почна толку не спој, да речем, самите, вервете луѓе на 1600, негде 1800 Црн врв, на минус 20 во јануар, февруар, имаме седена позиција држана. Да ти се лепи раката за пушката од железото дланно. Вервај дека во облаците буквално бевме за позиција да држиме. Значи ги држевме позициите без разлика на разболување, не гледаме на нашето здравје. Ние гледаме да се заштитиме државата. Ние бевме ангажирани од нашата држава.
И ова небулоза што се случува сега е чудо. Јас сега имам дадено една изјава каде што кажувам нас државата не донесе во заблуда, значи. Ние сме се бореле, сме ги убивале, не терале да пукаме против борците за човекови права. Да. На крај ви испаднавте лоши. И се испаднавме и как криви. Сега си велам, дали сум јас крив или државата крива? Ти пазете сега. Јас велам, клај албанец министер за одбрана. Ама не да го клај што ќе убиваше македонци. Да. Клај председател на собрание албанец. Немам ништо против. Ама немој ти да ми го клаваш. И истиот тој што Тој што ја предаде патролата. Тој до За последниот тој ден беше момент во Тетово активен офицер на армијата. да. Баш за тоа, баш би сакал да зборуваме, затоа што веќе е така поголем настан, а ти си од првите луѓе каде што си интервенирал, си отишол откако си слушнал дека се случил тој масакр. Кажи ми, ако може да ми кажеш ден пред тоа што се случувало во касарната, каде сте биле, што се случило? Ќе ти раскажам од првиот ден кога стигнавме. Не се сеќавам точно дали од Велешан или од Прилепчан ја превзедовме. Па, да, може и мислам. Мислам дека од Прилепската посебна превзедовме, да речам, Ова смената. цела смена, да, ја превзедовме цела смена. На 15 дена сте се менували. Да, 15 дена, да. И ја превзедовме смената, значи беше дали 20-21 април. По превземањето на смената, нормално, со одговорни, ни прошетавме пунктоите, кај што ги имаме поставувано. Јас бев командир на ВОД, ви кажав, со одговорниот, тогаш беше, мислам, Драган Арсовски, исто главен инспектор во МВР, во Министерството, и на Шапка, и пунктот кај стадионот во Тетово, и сите пунктови ги прошетавме, ги видовме што како. Задачи добивавме тогаш од командантот на касарната Јосип Бошевски. Сега починате. Значи, секоја вечер, околу 20 часот, 20:30, за наредниот ден, како одат патролите. Првиот ден се помина секако што треба. Со починатиот Илче, во средата или во четвртокот на нафаќа за збор, значи од понеделникот како што примивме смената, во среда или во четвртокот бевме, имаше показна вежба на криволак. Добро. Тогаш ги донесоа РПГ-ната, тие жабиците за... Да, за буквањето. Да, и 84-ките. Бевме таму, се поминавме таму во средата, во средата дадовме многу касно, па четвртокот го ослободивме, петокот беше и саботата беше да речем, или четвртокот бевме, па петокот беше слободен, саботата беше тоа. Денот, да речем, кога загинаа колегите. Се се одвиваше нормално. Патролите, значи, во понеделникот, вторникот, средата, четвртокот, петокот, се беше нај-окей. По враќање, нормално, треба да ни поднесат извештај. Тој ден, дали во средата или во четвртокот, Јосип Бошевски со хеликоптер ја надгледа граничниот. Баш ни даде после тоа известување на состанокот дека нема никакви движења, нема ништо, се е окей. Не се сеќавам добро, многу години помина, знам дека вечерта кога отидов да примам задачи, ми рече има нешто настан, утре ќе дојде Сабајле. Добро. Заборам за Јосип Бошевски, што даваше задачи. Одиме наредниот ден Сабајлето и ни кажува, сега тука е тоа кај мене цело симптоматично, што значи вечерта не примивме задача, наредниот ден 20 терористи се забележани на целото Бродец. Од кој се добиени информациите? Од некој си рибар. Абе, нормално ќе поставиш прашање кој или за време на конфликт риби да фаќа, али не се. Ворете се до тоа, добро, нема проблем, со командантот на волците се договоривме, пошто таму се терористи, значи моја задача не беше да одам с патрол. Меѓутоа, пошто најавија терористи на целото Бродец, отидовме, јас како командант и тој, мислам дека име някој ми беше, сега не мога памтам името, заедно према
село Бродец. Бродец, да. Значи, таа патрула беше подолга и беше од 10 часот до 3, мислам, до 15 часот. Од 10 до 15. Ние тргнавме према селото Бродец, кај што беа најавени терористи 20. Сега, Се тргнале на патрола тој ден. патрола. Колку души сте биле? Исто, значи како што одат за вејце, исто бевме и тука. Ние бевме точно 16 луѓе. Значи, 8 волци, 8 припадници на посебната единица од Битола. Напред првото возило од волците, второто е полициското. Па волците, па полициското затвора. Значи, напред волците, затвора полициското. Одговорниот на волците оди во првото возило, одговорниот на полицајците оди во последното возило. Тие меѓу себе си се поврзани нормално со радиоврска и комуницират. Тргнавме во 10 часот, пред целото Бродец, значи поминавме ни Шипковица. Сега знаеме дека штабо на ДУИ, тоест на УЧК, беше во Шипковица, ние покрај штабо ни поминавме. Меѓутоа јас пак не знам, од толку разузнавачки служби во Македонија, од толку информации, да не добиеме некоја информација, не разбирате, каде, шо има, како има. Оти сепак ние одиме патрула низ тие места. Пред целото Бродец, негде на километар 2, ги оставивме тука возилата и имаме го споставено некоја работа со командантот. Тие си јајде по високиот дел, јас по ножието. Возилата ги оставивме сами додат до селото. Нормално со возачи. Ние распоредени нормално во борбена готовност. Стигнавме до селото Бродец, извршивме прегледи, претреси внатре во селото, над селото, сегде ништо немаше. Сега, после години, значи научив дека во 15:45 стигнала информација во СВР Тетово. Значи, после години ова го научив. Стигнала информација дека 20 терористи се движат низ реката Пена. Меѓутоа, нивното работно време е до 16 часот. И тие таа информација не ја пренесват во касарната. Не разбирате? А другата патрула па, втората патрула беше пократка од нашата и беше од 17 до 20 селце Вејце. Вејце со Бродец имат канјон на средина и врви реката Пена. Значи вака се блиски, меѓутоа физички немаат контакти. Значи, ова го после години го научив, ви кажав. И втората патрола, јас се вратив во 15:45. Значи, после 45 минути касневме, да речем. Времето беше топло, без разлика што беше 28 април. Времето беше топло, жешко, да речем. Јас само лизав во панциро, пушката, опасачо беше на мене и седнав да ја ручам. Во 16:45 ги испраќам патролата за селце за Вејце. Тука смената се прави. Смената не, него јас ги испраќам. Разбираш, како командир, морам да проверам дали се облечени. Да. Дури со Илче, Бог да го прости, дојде во мал конфликт. Заради го носеше снајперот. Кај ќе оди со снајперот патрола е. И се ја земиш автоматската пушка. И вистина, ме послуша, се ја зеде автоматската пушка. Ме разбирате, значи... Сте биле професионални во тој дел, значи ти си бил доста ажурен, си сакал онака да ги... Мора, кој сепак е конфликт. По правила и по прописи. Мора се да се биде по правила и по прописи. Во 17:00 часот патролата тргна за селце за Вејце. После 45 минути, значи во 17:47 или 45 или 46 од прилика ти кажам, Илче се јави по телефон. Кај колега, не му го спомнувам името, се јави кај колега, колегата беше на метро и пол од мене. И му вели, се слуша во позадина пукање, ранети сме, не нападнаја од сите страни. Идете помош. Значи, Илче па вика помош по телефон.
Во тој момент колегата ми кажала, мада јас сетив дека нешто не е во ред, викнав силно узбуна. За неполни 3-4 минути ние бевме спремни. Јас веќе бев и облечен по чизми, само оклада панцир и пушката ја зедов. Оквирите, пошто ги имал во тактички ојлек. Тргнавме, вербајте, во, нека биде 52-3 минути, 55. Во ист момент, волците веќе тргнаа. Ние после 10-15 секунди после нив тргнавме. Значи, тие бе на капијата, а ние бе на 50 метра. Да речам од нив. И истиот тој командант од волците, што бе заедно прва патрола, стигнавме до местото кај што таа Да, кривината, кривината да, што да. е, да, тука на ќошот. Тука имаше пункт од војската. Истата тактика, истото ми рече. Ние се видовме, тој беше на 40 метри, истото ми рече. Јас влегов длабински, во ист момент стигна и еден вод од специјална единица од Тигрите, од Новар. Тие бе сместени во пожарната. А ние со волците бевме сместени во касарната. Ние бевме на првиот и на вториот спrat. Тргнуваме. Од ќошот кривината се гледаше само ладата нива црвена. Ништо друго. Имаше некој чат што гореше. Сакаш да ми кажеш, ти си одил директно по патот, а имала екипа каде што оди околу. По срту на, Од полусрту. на планината, да. Значи, така сте се поделили одма? Си... Ние, значи, види, то ни беше извежбано, да речем, во теко на нашите да. патроли. Значи, првата патрола што правевме Бродец, Шипковица, истото го направивме. Аха. Ме разбираш? Значи, Рутински било. рутински, да. Рутински го изведваме. Тие одат Висински, ние одиме Длабински. Ме разбираш, и се прави Да направите образ некој вид, така? така, еден вид образ, да. Тргнавме, да речем, напред јас, зад мен имаше 4-5 души колеги, и нормално од Тигрите, па ќе кажам, тој Јаджо го памтам, напред одеше еден од колегите, од специјално, речем, Тигрите, и тргнавме према ладата што ја гледавме. Нормално се движиш сега, значи ние таму стигнавме, верувајте, за 40 на минути. Не сте летале, тоа се вози. Таму нормално да одиш. Знам, сум бил таму, значи тоа е многу лош пат. Многу лош пат, значи тежок пат. Тоа е најбрзо да возиш што можеш, не можеш побрзо од 40 минути да стигнеш. Пошто е многу тесен, ме разбирате, а плюс се работи кај што врвиш низ села кај што се населени со албанци. Да, и доста ризично. Ризично, значи пазете без никаков план. Не направиме план за да одиме за спасвање, него Директно. тргнавме со самото евување, во истиот момент тргнавме према нив. Во истиот момент према колегите ги спасваме, зашто ние мислеме дека се ранети. Не знаевме дека што ќе начекаме ние таму. Јас не одев да кривам жртви. А после тоа дали се слушнале преку радиоврска или тоа Ништо, само се мртво беше. Се баравме, пазите, таму и пристапноста на теренот, на радиоврски тешко оди комуникација. Треба си малце на поблиску за Да. да, меѓутоа цело време ги баравме, не само преку радиоврски, и на телефоните. Значи и преку телефони ги баравме. И вие сте го виделе тој црвен джип, така може. Лада нива, Лада беше нива, лада да. нива. Кога стигнав до неа, значи од левата страна видов дека позади на капакот, значи цела беше сошторнели ладата нива. И сега нормално не знаеш бараш луѓе натре, надвор. Јас сум не отварате, не затварате. Ако нема луѓе, нема. И се продолжуваме понатаму. Видов дека гори едното возило, претрчав од другата страна. И сега го имам кажано многу пати, сега се страшни слики, што ги го зборам ова. Понекогаш семејството на загинатите ми се љутеа. Сега ми е криво што цело време поддршка ми даваше и таткото на Маријан Божиновски, сега пред една недела почина и тој. Тоа е единствена фамилија што не беше обештетена од конфликтот во 2001 година. До ден денес не е обештетена. Иначе жртвите во 2001 година зедаа по $1.000.000. Значи $1.000.000. Јас то
тука и многу се збунив и реков, кој сте, затоа беше тој закон за бранители ако се изгласа добар. Тој не беше за македонци, беше за албанци, за турци. Закон за бранители, значи човек што ќе загине во униформа. Да, јасно. Колегите што загинаа во диво населје, ги исплатија по 5 милиони. Се кој е некоја власт која и да е, не им интересира, да го цени колку кошта човечкиот живот. Дали кошта милион или 5 милиони денари. Јасно. Ме разбирате? Значи, то, ако е регулирано со закон, ќе се знае. Значи, човек загинат во униформа, да му не пише, пак ќе речам, албанец, македонец, Да, турчин, јасно, да. ром. Значи, пише човек што е во безбедносните сили. Ќе земи толку и толку, значи пропишано да биде со закон. Ти не можеш ти да ги пазариш животите на луѓето. И ајде сега да ми Значи, кажеш. то само достигнување до претрчав преку. Она прв го најдов Илче. Илче, што да кажам, не може да го видам кој, пошто само чизмите му се гледа, го излекол од хамерот, значи Илче беше, го возеше второто возило, ранет беше во ногата, тука, и се довлечкал до третото возило. Значи, зборам, последното, и ладата беше последна, таа вратена беше, се гледаше. Да. Значи, под хамеро беше. Од другата страна го забележав колегата, како се чука по глава, кога префрлив од другата страна, горе нашите колеги, се вратив назад, зедов против пожарен апарат, ги гасе првен колегите, што да кажем, другите колеги што беа загинати од страна на воци, сите беа во борбени позиции застанати, значи се бореа, не... Да, значи пружале отпор. Пружале отпор, Маријан имаше испукано, веќе изваден оквир, други имаше, да речам, од пушката, без оквир му беше, и чаурите беа тука. Кажи ми, колегите, да. овие ладата најверојатно се извлечени од позади, ранети беа, и живи запалени, најверојатно. Тие се, ја затоа велам, војната има правила. Да. Не можеш тие кој тој ранет ти да го жив да го запалиш. Тие се злосторства без разлика што ги амнестираа во 2008 година. Без разлика што ги амнестираа. Тие се злосторства против човештво, тие не застарват. Ти не можеш да го амнестираш некој што го убил, па после си живувал со него, ги вадел очите, ги пукал од 1 метар близина со пиштол. Да, знам, имам слушнато и ногти ваделе и нешто им правеле други работи. Такви ситници не знам, значи не можам да, меѓутоа сакам да кажам дека очигледно е дека се пукани сите од блиску и очигледно е дека се имате живувано врзни. Нешто слушнав и со Кундако дека ги удирале по глава. Сите беа мечени во главите, се не можам да кажам сите. Сите од волците беа мечени во главите. И ликвидирани после тоа од многу блиску, од етен блиску. Значи биле Страшна слика, страшна смрдеа. После, знаеш како, тешко е, од кој ги изгасив, не можевме да ги крениме. Па ги повлеков владите ниви, трите овде, па ги товаравме во багажа, па едниот колега ногата ни се откачи во товарањето. не си имал можност да ги препознаеш колегите. Немам, знаеш, едниот колега, Кире, го позна по прстенот. Пошто пресно беше женат. Кристијан се вика син му. Жена му тогаш беше трудна во 4-5 месец. Детето го однесов после години, ми рече да му однесеш чичко Сашо, ако можеш на местото кај што загина татко ми. Ја запалив колата без размислување и го однесов точно на местото кај што загина татко и во која позиција беше. После години, сега детето е возрастно, значи тоа се роди 2001 негде септември, октомври, ноември, не знам са точно кој месец, меѓутоа не си го виде таткото. Не си го виде татко. Го однесов таму на местото на настана во Вејце. Знаете како, тие бе супер деца. Значи, цела посебна единица бе супер деца. Деца кои си ја сакаа државата, бе патриоти. Верувајте бе, луѓе, ни се смеа, кои ќе му речеме, кога земате 700 денари, дневници ни дават. За 700 денари ти оди некој да си го дај својот живот. Значи, ние кои се вратевме од терен, ги трошевме пута 2 парите што ги земеме од терен. Значи,
Не било за пари, како што Не е кажа. за пари, значи ние одевме за државата, одевме за да си го заштитиме нашиот македонски народ, бе. Македонскиот народ да си го заштитиме. Јас велам, значи кој го инструирал, кој го направил, осте големи последици. Осте големи последици. Јас велам, сите албански политичари кои имаат македонска крв под ногтите, тргнете се од политиката, оставите ги младите деца нека поинаку размислуваат Да. него вас. Вие само размислувате голема Албанија. Па еве што му фали на ова Македонија. Јас пак ќе речам, што му фали? Видите, празна е. Празна е цела Македонија. Бе. Празна е. Вервајте, работев 5 години селска станица, па на тој Мариовски оддел 250 граѓани на не знам колка пута 4 од Газа е. Подрачјето. Огромно. Огромно, 250 луѓе живеат. Немој да ми кажат, значи, тие национални усвитени глави албанците треба да си тргнат тој ова. Немаше потреба да дојде 2001 за тие да добијат некои си права што ги бара. Меѓутоа пак стојам за тоа дека тој Призренски нивни договор, ме разбираш, за голема Албанија стои. И знаеме дека Али Ахмед е човек на странските служби, и знаеме кој како го диригира со него. Сакав дури да напишам еден текст кралот на Македонија Али Ахмед. Али Ахмед, да. Затоа што себичноста нивна, безобразлукот нивни нема крај. До ден денес, 22 години поминате, нивниот безобразлук на уништување на македонската кауза и македонскиот народ нема крај. Сега конкретно да те прашам, Талат Джафери бил во таа касарна, така? Ние Да. непосредно пред тоа он излегува. Па мислам дека тој истиот ден тогаш на 28 кога загинаа колегите си дезертира. Дезертирал, значи. Да, дезертира од армијата, премина во Учака. Дали плашејќи се за неговиот собствен живот или други можеби интереси, нешто- не знам. Меѓутоа, знам дека учествуваше сигурно во предавањето на патролите, кога тргнува, како тргнува од касарната. Значи тој бил одговорен за... Мислам дека има учествувано. Неќам да тврдам ова, пошто не Но не ми има се можност дека тој бил директно вклучен во тоа. Има можност, после Да, некој може да некој такво известува, сомнение. некои известување да дал околу. А кои се учесници во самиот настан, не знам. Меѓутоа, знам дека овие волците што одеа висински, значи ги заприметиле дека се 20 терористи, меѓутоа беа скоро избегани на 800 до километар од... Не можеле да ги гаѓаат. Да, било не може, непрецизно. а иначе отвори оган. Отвори оган према нив. Значи отвори оган према нив, меѓутоа најверојатно биле многу избегани далеко. Што се случи после тоа, од кога ги товаравте телата, ете на Ги изгорените? товаривме телата, после Како ти се соочи со тоа? Не знам, до Абе, сега тешко сте... како си ги гориш прстите рачуне да ти влегват во кожата. Месото на човекот како восок од свеќа. Знаете, до загреано и ти влегват прстите, изгорени во прстите, на раквици немаш ништо. Ги кренаме, ви кажав на едниот колега, па плюс, знаеш како дојде еден колега, види ги, онесвести се, види ги и онесвести се. Повраќале? Исто. Повраќа ја, во не се спаѓа, хајде ги кренавме жртвите. Ама имав 8 души, па четворица од последната влада избегани долу во кањоно беа. Па ги барав нив после тоа. Ме фати ноќ. Јас 2,5 сати, 3 сати слегвав низ селото Селце, низ центаро на Селце слегвав да ги барам колегите што останаа живи. Па ги најдов, ги прибрав, четворицата, значи ги излегов сите четворица, после, а жртвите беа горе на позиција. А јас слегов додолу со уште еден волк Живко. Спомнувам имиња сега, ако нема да ми се наличи шиката. Со Живко слеговме двајцата заедно долу ги најдовме. Јас и еден волк, двајцата слеговме само. Сакам да кажам, се грижеме едни за други, нормално. Да, постоело тоа ви се знаеш како спомна. овие загинати се, сега знаеш како не можеме да ги оживееме. Се дај да ги спасиме тие што останаа живи. Да, јасно. Извини, Сега сега се ќе мора да пауза. спомнам и Бранко Зверој, прекрасен Бранко волк, Зверој, да. прекрасно дете, прекрасен колега, немам зборови.
После паузите, рекламите, продолжуваме кај Вејце. Ете, Немил Настан, доста, можеби една кобна грешка од нашите структури што биле пуштени тие луѓе да отидат да проверат на едно такво место каде што не биле добро чувани или не било доволно испратена помош со нив да биле добро клопени. Така да на која сведош таа грешка? Кој може би одговорен за тоа што се случило? Одговорноста, не знам која беше целта, меѓутоа сигурно на повисоките структури е одговорноста, затоа што ние спроведувавме задачи по наредби. Се дали немаше добро искоординирана цела работа, меѓутоа грешката е таа, се направи. Се плати многу човечки животи, да речем. Невини млади животи изгубија својот живот. Од кога се случи тој настан, од кога ги товаревте телата, дојдовте во касарната, ги најдовте останатите луѓе, што се случи потоа, како изгледаше, како... Тешко, многу тешко, затоа што моите колеги сакаат да излезат надвор од касарната со оружје и да тепат цивили. Кажав дека не е криво цивилното албанско население. No. Значи не се тие извршители, не се тие сторители на ова дело. Тешко ми беше додека да ја смираме единицата. Дојде дел од колегите, после замина во Скопје, ги носе телата во судска медицина. Јас останав, едниот командир на вод, да речем, замина, јас останав со полицајците во казарната. И тешко ви кажав да се справиш со 35-40 луѓе. Прво и вие самите емоционално да се средите. Емоционално, нормално. Знаете како тие се тешки моменти, што на никој не ме ги посакувам. Знаеш дека загине, дома кога се јавив дека ќе слушнат на вестите, Нема. дали е дека сум жив, мајка ми ме прашува по телефон дали сум сигурно жив. Меѓутоа тие се тешки моменти што последиците, што се вика зборот, ги чувствуваме до ден денес. Не само јас, него ги чувствуваат и другите колеги кои беа таму со мене, сите исто. Истото ги креаваме сите жртви, секој на различен начин, да речем, си го тие тешки моменти си ги проживеа низ животот и се уште ги живеат. Верувајте дека се уште ги живеат. И мене шо ми најпоќе криво. Сите тие што беа учесници во 2001 колеги мои, вервајте дека нивните жени, нивните деца, кои се сега големи, работат по битолски дуќанчина, по бутици, по разни продавничина, за разлика од сопругите на терористите, децата на терористите, гледаме во вестите кои се бизнисмени, кои се работели во сите, инсталирани во сите министерства. Зошто не може државата, ајде, да речеме дека не, ама дај поможи му на колегите кои учествува, на тие патриоти, тие херои што учествува во 2001, поможи му барем за сопругите, да има тоа, барем да му е решено основното екзистенцијално прашање. А не да се молат сега по приватници, по дуќанџи, да му се вработват жените. Па греота е. Греота е што самите државни институции ни го прават ова врз нас. Ова ни го прави државата, без разлика која власт е. Дали едната или другата власт. Едната власт, кажавме, значи, во 2008 ги амнестира хашките случаи. Сите овие што ги направи злословство од страна на ВМРО ДПМН се амнестирани. А овие другите, во 2002 кога дојдоа, ни направи едно законче со 2 страници. Предлог законот, кога го направивме, морам да го спомнам Стојан Чангелов, значи, генералот е супер човек, се бори од прв ден кога формиравме Сдруженијето Достоинство, па до ден денешен се бориме за бранителите. Меѓутоа таа борба ништо. Верувајте, ништо. Ништо. И од едните сме изманипулирани, и од другите сме изманипулирани.
Конкретно сакав да те прашам затоа што кога ќе ги видиш начинот на кој биле убивани тие вранители во Вејце, тоа е многу нечовечки, многу нехумано, многу на начин да обичен човек да не може тоа да го направи. Значи тоа не знам како да опишам да некој си живувал со нив. Факт е дека се тие монструми. Факт е дека се тие монструми. Не можеш ти, ако човек е ранет, ти да го запалиш жив. Или ако е ранет, треба да му се поможи. Ти третирај го него како непријател. Меѓутоа не можеш ти да го да убиеш и да се живуваш врз телата да ги масакрираш телата на моите колеги бранители, зборам дали од волците или од полицијата. Да се живуваш врз нив. Значи тоа е пак ќе речам само монструми или луѓе што се со животинско потекло го прават такви работи неубави прават. И за тие луѓе да ги амнестираш. Не можам да се помирам со фактот што ние македонците немаме проблем со некој друг, ние со самите себе си имаме. Самите себе, да. Со самите себе верувајте дека си имаме проблем. Ние првен наместо да бидиме споени едни со други, да си имаме клаено некој, ние можеме да бидеме од различни партии, не е проблем. Ама ние да ги подобруваме македонските интереси, а не да дојде сега македонецо на просјачки штаб, а овој немал права сега, ај ќе го издигнеме сите министерства, ќе му ги дајме. Јасно, да. Ме разбирате? Јас велам, и тие треба да се инфилтрирани во системот, меѓутоа не тие да не раководат, ако се 20% во Македонија, тие раководат со цела држава. Со цела држава тие ни раководат. Сакам да те прашам, после Вејце се случува тоа што се случува, кажи ми тој период до Радуша, каде си стациониран, што конкретно правиш? Значи, после 28 април, скоро месец дена, од страна на Министерството за внатрешни работи, Битолската посебна единица беше амнестирана. Амнестирана во смисол не одевме на терен, бевме ослободени, меѓутоа во летниот период пак повторно почнавме да одиме по терени. Задачите значи од Министерството беа малце полесни, тогаш беше пред Јуиле Тарти и знаете во мировни мисии, обезбедвавме некои витални објекти, како што се амбасади, хотели, кај што престојува и дел. Значи, некои полесни задачи и наредна да речам, задача поголема што ни беше, не пуштија Радуша. Значи, одма после јули месец, значи, априло до јуни бевме пола амнестирани и од јуни почнавме да одиме на терени и нареден терен, да речем, кога дојдовме, не испраќа во Радуша. Извини, само што те прекинам, што мислиш на амнестирани, да го кажа да три пати, што е? Амнестирани во смисол полесни задачи на поставена на МВР. Например, ако имаше некој штрајк, некој митинг или нешто, например, некоја мисија на ОПСЕ, треба да се обезведе, например, имаше најави дека ќе се, пример, Америчката амбасада дека може да оди некој да штрајкува, или германска амбасада, значи МТВ го обезбедувавме, Александар Палас хотел го обезбедувавме. Да, јасно, ние бевме на терен, значи, али бевме така во смисол полесни задачи. Што е очекувано. Дури верувајте дека тие сака да не испратат Радуша, дел од посебната Битолската не штрајкуваја, меѓутоа не ќе да одат на некои такви места кај што е. Дури ова ни беше, верувајте дека во Радуша ни беше прво излегување на баш после тоа пауза да амнестирање. После да речем, ајде, после еден месец пауза и пол. Прво излегување, значи тоа беше 7 август, рачунајте, значи 28 април загинаа колегите, значи јуни, јули, ама јуни, јули, јас пак ќе ти кажам, значи ние во тие 2 месеци, ние имаме скоро 30 дена терен. Значи, не бевме амнестирани во смисол да не одиме на терен, него бевме амнестирани во смисол на полефтерни задачи. Да. Ама пак секоја задача си носи собствен ризик, да. Така е. Секоја задача си носи собствен ризик. Може би тој на граница може да овде да биде опасно, да речем. Да. Значи, ние го рачунаме, да речем, како полефтерни задачи, затоа што си тука во централното градско подрачје на град Скопје, да речем. Не централното, али
сите витални објекти што се во главниот град. Јасно. Конкретно кажи ми за Радуша, што би било, како... Радуша, ви кажам, постоеше еден отпор меѓу полицајците да не се оди, меѓутоа ајде се донесе некој си соломонско некое решение да се оди. Демек Радуша, ајде, заминавме. Радуша заминавме 36 луѓе негде отприлike, или 37, не фаќа за збор. Тоа се 3 вода, по 12 бевме поделени, значи луѓе, од кој едниот вод, оделение, не знам како да го наречам, едно оделение го водев јас, тројца бевме одговорни. Стигнавме на 8, мислам на 8 август тргнавме за Радуша во 30 часови, значи на денот кога загина колегите од Прилеп. Јасно, да. Што Да, таму Карпалак. ви кажав во иста колона, значи одевме, тие Само се одвоили. се одвоивме, да, ние вамо од Ѓорче заминавме према Радуша, десно, значи свртивме, а тие продолжија право према Тетово. Дури ние не знаевме за информацијата дека истите ги нападна и му направија заседа. Превзедовме, пак ја кажам, не знам точно од кој ја превзедовме Радуша станицата. Таму имавме многу добри позиции. Сега таму, значи, Како сте биле распоредени? сега, тоа сакам да ти го кажам сега. Значи, долу си има Радуша, станица полициска Радуша. Ние бевме сместени во една напуштена куќа над станицата, негде на 200 метра, може, прилика. Над станицата, значи, горе. И се од тука, потом се одеше нагоре по Ридо, тука имаше еден бункер од времето од Хитлер, тука држевме ние позицијата, тука имаме на ивицата некое снајперско гнездо и на 500 метра од нас од бункерот, да речем, беше караулата. Караулата ја превзеле армијата, а претходно бил некој си камп белгиски или... Меѓутоа била та караула, пошто имаше осматрачица стара, меѓутоа има донесени тие некои си континери онакви за спиење во караулата. Јас бев на смена, значи првата смена, негде околу 9-10 часот превзедовме смената, првата смена замина, јас бев наредниот ден прва смена. Значи првата смена до 19, првата група, втората група оди од 19 до 07 и третата група јас од 7 до 19. И вака од смената од што разменувавме со овие колегите што ги сменувавме, абе рече ќе се јават од целото Радуша зборот, идеме пред целото Радуша. Ќе се јават од време на време со некој си рафал околу 12 за ручек, околу 4 по ручек да по пладнето. Рече, и толку моје, ќе се јават дека тука се. Дека се присутни. Дека се присутни, иначе мирно е све. Јас првпат, значи не само јас, него Битолската посебно првпат оди на тоа место. И на почеток кога ми го постави тоа прашање зошто, и јас се прашувам зошто. Битолчани, Прилепчани ги пуштат на такви терени. А не може би Скопјани или Кумановци или знаеш како, ајде и тоа е во ред како сада. Меѓутоа, зошто не практикуваја на исто место, затоа што со текот на време ти ќе го научиш местото. Значи, од кој позиции може да те нападнат, кои се слаби точки, да се заштитиш, ќе си направиш некој одбранбен механизам, кај што ќе можеш и да се браниш и да нападеш. А не разместуваја вака и таа не знам која е логиката. Кога дојдовме Радуша, јас ви кажам, зошто никош не прифаќа прва смена, затоа што стално кога ќе стигнев на местото, го заобиколвав терен. И ги гледав позициите кои од каде може да не нападнат. И затоа стално бев последната смена, да речем, одев во, дали ќе беше Радуша или било каде, така и практикував да одев со... И претходно си ја зедов пушката, така во цивилно дело, да речем, и ја ишедав цела Радуша и видов од прилика местата од кај може да не нападнат. Значи, заедно до тука фабриката и ред други работи. И првата смена помина како што помина, втората смена, ноќната смена, и та помина мирно, без никаков проблем. Кога превзедов јас во 07 часот, да речем,
смената, околу 12-12-30 часот, ајде реков ќе одам до караулата да видам, оти тие се сменваја. И нив му дојде смената тој. И разговарам, беше жешко многу, пошто беше, кажав, 8 август, да. И, значи, наредниот ден на 9 август одам во караулата, се видов со дечките, супер, тие рече требаше да дајме 33. Како бил составот на луѓето? Например, вие сте биле 35 луѓе, 36 луѓе од Битолската чета, така? Сега ќе ти кажа, да. Значи 10 или 12 души во станицата, полициска, на смена, и во касарната беа требаше да дојдат 36, а дошле 18, од кои 17 били резервисти и еден редовен офицер. Дечките, затоа велам, јас не ги познавам. Меѓутоа, што сакам да кажам, дали преку ова здружение, дали преку ова патриотско здружение, дали да направите за сите што сме учесници во Радош еден собир да се видиме кои се браневме. Оти верувајте до ден денес не се знаеме кои се браневме, а таму водевме машка борба. Значи борба 40-50 сати, ви кажам. Со првиот минофрлач во караулата повредија еден војник. Со околпно возило Хермелин, тој војник го, значи, замина. Значи од 18 се намалија на 16. Сега израчуне 16, 36, 52. И долу 12 64. 64 души се боревме против цел корпус. Ама убаво е да најдеш некој од овие албанците што таму загина братот на Рафи Салити. Од разговорот во смената ми кажа дека нашите ко правеа притрез во Радуша, Тенко му се извртил и гасеницата била заглавена. Да, и го оставиле таму. Го оставиле Тенко таму, а овие го имаа оспособено. Онеспособено Тенко за да не може да ракува. Да, нашите го имаа онеспособено, ама терористите го оспособија. Значи имале делови за тоа? Не, го оспособија да... само да вози? Да вози, да. Не да пука сона, пошто му е вадата ударната капесла. Значи, тие информации ги добив дека таму има тенк, дека во претрага остане таму извиличе во селото. Меѓутоа, нашата позиција што држевме таа и околу тука, немаме пристап до селото внатре. Ме разбирате? Да, од надвор сте ги посмотрели. Од одзгора, да. Да. Во обиколка, да речем, на селото. Негде, сега, значи, јас ви кажам, во 12 сато бев ке дечките во караулата, се видовме по частија, кафе, вода, пиевме тука, дури му кажав дека имаме топла вода да не ја сменат, па не ја сменат, донесоа ладна, задоја. Ми донесоа некој столче, немавме за седење во бункерот. Ви кажав, бункер буквално од Хитлер правен. И тој не спаси. Сега натре вистина мирисаше на кози, пошто кози чува, дури една коза беше останата. Тука и многу е интересно тој дел со козата, кој што ќе го кажам сега, каде беше знак дека ќе почне да пукат. Значи, осетила? Знаете дека не еднаш, значи не е тоа еднаш. Повеќе пати. 5 секунди пред да почне пукањето, козата трчаше во бункеров натре. Дури еднаш на сред пукање заглави во џама од бункерот, па го жртвувавме живото и излегавме надвор да ја свртиме, да ја прибериме, да не ја убијат. Да ја спасиме козата. Ама козата ни беше признак за гаѓањето. Верувајте, не знам животинскиот инстинкт. Што инстинкт е тоа животно, меѓутоа верувај дека 10 секунди пред да почне да пука, таа бегаше во бункер. Се напив вода ваму, кисела се, ми кажа, од прилика прашав од кај може да бидеме нападнати, ако би биле нападнати. Дечките ми кажа дека тие се некои си бугарски бункери од времето останати тамо и дека се празни, дека срто од другата страна е Албанија и дека од таму можат да навлезат евентуално, тие беа некои клучни точки. Да, клучни ми ги кажа дечките од тие повеќе пати иделе тука во караулата, да речем, на терен, не му било прв пат. И
се повлеков негде околу 14 часот назад и кај 16 часот, 16:40, можда 17 беше часот, слушнавме како работа на тенкот селото, меѓутоа не можеме да го видиме. Знаеш како во планина кој си звукот на тенк е посебен и иди. Ги повикав овие од со тенкот, дојде од караулата тука. Побарав дозвола од дежурниот Радуша, пошто тој раководеше станицата, Радуша си одговорна Да, јас. за теренот. Побарав дозвола да слеземе долу до селото, да видиме што се случува. 4-5 души, значи 20 од армијата, 20 од полицијата и јас, да слеземе долу до селото да видиме Да, јас. што е тоа што мучи. Бев одбиен од страна на дежурниот, не го знам име, не е... Да, јас. Значи, тоа беше околу 17 часот, ти кажам. Не добив, дечките од со тенкот што дојде од караулата, поседа може 40 на минути тука, пола сат. Кога ме одбија, си се вратија назад нормално на својата позиција. И тој веќе си работи, јас веќе насетвав, пошто она ја истрели што ви кажам во 12, во 16, тој ден не се слушна. Немало. Аха. Не се слушна. И малце ми беше тоа симптоматично тенкот и ми даде за презнак да се спремам. Јас затоа што ќе најдвам рак. Да. И имаме тука доста, да речем, во бункера оружје, многу имавме. И спремив за рачниот фрлач РПГ-то, 3 прстенести за пешадинска сила и 3 тенковски мини. Да. И тие за ракетниот фрлач. Ги спремив тука, пошто тие башка баруто полнење од башка Да, јас. мината, ги спремив, ги остав тука за фрлач и му кажав да се спремиме затоа што иди вечер може да не нападнат. Мојата смена во 18:45 ми дојде од моите колеги нормално. Значи таа првата смена што тргна, сега се иди пак. Да, Ме разбирате? Да. Значи, ние бевме 3 смени и по 12 сати вртевме. Ме разбирате како? Ако си сега 12 сати, па си 24 слободен, па 12 сати. јас. И, да речем, ми дојде мене смената во вечерта во 18:45, дојде смената и се сменваме се сите и му кажав јас, значи бидете на опрез, се слушате го цело време, многу ми е симптоматично, може да има неубе работи. Дали ова од Југославенската армија нешто што ми имат обучвано, дали нешто, некоја не знам што да кажам, меѓутоа имав некое предчувство лошо. Да, да. Самата работа што Тенко сат и пол, 2 сати не застана од Обрчењето. брчење, да. И 18:50 и 55 веќе му предадов, да речем, смената, моите колеги веќе ги остави, меѓутоа јас останав горе, се уште да ги донаместам, да речем, колегите, пошто се беа помлади тие дечина по 22-3 години се. Јас не бев, јас неколку стар 32, имам 31-32, меѓутоа сепак по 10 години помали беа од мене. Му кажав шо, како сите работи се. И негде околу 19 часот почнав да се повлекам сам надолу. Со ствари бев со уште еден колега од Демирхисар. Се повлекваме полека и од еден момент прелета авион кај што фрлал тие огнените заштитни топки на срто, значи према Тетово. На Сухој. Од да, Сухој. Значи Радуша е негде во кањоно меѓу лево е Шарпланина, а десно е Скопска Црна Гора. Да. Ме разбирате, и ова е во кањон. Значи тука течи реката Вардар. И во 18:50 почна, да речам, да фрла тој како што еден митралез од таму од Ридо, тежок митралез, боран, Против авионски. да, почна да отвори оган према авионот. Вој уште еднаш прелета и сега ние нормално застанавме да гледаме што се случува. Во истиот момент кога прелета авионот 2 пати, го снема и почнува нападот врз нас. Значи, со истиот митралез се врти врз нас. Почнува да действува и нормално, кога ќе действува, свират куршумите покрај тебе. Има посебен звук кога Да, посебен звук и секој куршум си има
Секој зрно си има посебен звук. Значи, ако е Да. челично зрно има башка звук, ако е олово е башка звук, се си има башка звук. И во еден момент почна нападот, првен со еден тежок митралец, после со уште 2 или 3 се отвори од црто на планината и еден митралец се јави од жеден планината, позади нас. Значи со 4-5 митралези почна нападот, тешки митралези зборам, после тоа почна минофрлачите. Значи 80-ки, 120 некои такви 120-ки, значи многу јаки минофрлачи, многу, не знам. Знаете како, ако збораме за УЧК, и ако збораме за некоја си организација, ме разбирате дека, а ние сме државни безбедносни сили, и она оружје што тие го прикажаа во Радуша, она муниција, па она цел арсенал, јас мислам, на 3 магазини оружје му требаше. Употребени, вервајте луѓе, па најдеш 40 сати без престан со минофрлачи да те гаѓат и со... тоа и скапа работа, и кошта, и свето, и да донесеш прво ти на таква место. Зато велам, тежина ти на планина да донесеш гранатите и сите тие работи. Да. Ко почна нападот во 7 без 10, или 18:50, првата пауза беше во 9:10, 9:15. Траеше 10 минути. Тука, ако сакаш детали да ти кажам, знаете како колегите мои нормално. Тука имаше и колегите што четворицата што останаа живи и беа со мене од последното возило. Од двејце. Знаете како, ние кај што бевме сместени во куќата, пола беше со греди, пола со бетон. И се знаете како, кој почна со минофрлачо да гаѓат, кој лево, кој десно, кој се фати позиција, ме разбираш? И почна битката на паузата, пробав тие што беа разбегани колеги, одев да речам, од еден на друг, да ги приберам натре во куќата, затоа што куќата е побезбедна него надвор да седиш. На некој еден минофрлач, една граната, може да те разнесе. А дали паѓа директно во куќата или куршуми или минофрлач или блиску до нив? Блиску паѓа, блиску до куќата, значи ја погоди, ако во утринските часови кој дојде пешадински. Ја погоди ја со золја, да, со золја ја погоди ја по куќата. Јас тоа бев во куќата тука и јас наредив да не се отвора ога. Затоа што во куќата беа сместени 24 колеги. Да. И ако отворев могам, ќе отворевме позицијата. И мислам дека ако ја отвориме тука позицијата, ме разбирате, тогаш ќе му даваме до знак кај сме, може да му даде координати. Меѓутоа, од зад нас имаше бункерот, мал бункер, значи не бункер како тој горе, него мал, овој тројца бери во тој бункер, од станицата од Радуша. Значи, тројца горе и тие действуваја. И тука една врста се уваше вкрстен огар пред куќата. И не можеа тие да преминат према куќата, затоа што имаше вкрстен огар. Значи, немаше шанси да преминат од оваа страна. Тие дојде на 30 метра од близина. До толку близко? До толку близко, да. Што се вика, може да ги слушнеш како зборува. Ами ги гледавме во фаците. Значи ги гледавме во фаците. Од тие се подкрепа, види. Во војната нема кој нема страв. Нема кој нема страв, значи некој треба да е ненормален за да нема страв. Значи војна е таа, битка е. Гради се пукаш. Во утринските часови ви кажав после тоа 4,5-5 сато, значи 9, ви кажа 15 минути пауза, па 3 сати, па 15 минути пауза, па 3 сати, па 15 минути пауза. Меѓутоа тешко беше разденувањето. Тешко беше да се раздени, ти знаеш како на секој гранче што го гледаш пукаш. Ме разбираш? Ко се раздена, да речам, во она, тогаш почнавме да бараме помош. Некај колку часот би било тоа? Па 6 савајле. 6? Ние пробавме вечерта, меѓутоа, кај 9:30, меѓутоа бевме одбиени. Одбиени, затоа што не дават помош во ноќни услови. Да. Одбиени бевме. Може да има колатерална штета и цивили. После во утринските часови се слуштав јас лично со
началникот на СВР Битола, во 6 вајлето. А во тие моменти па имаше техничка влада во Македонија. Да. И истиот ми кажа дека дај ми го мој контактот, тоаш министер беше Љубе Башковски. Дај ми го контактот Љубе Башковски. Се слушнав и со него, тој ми кажа дека претходно ден бил Сараево, не знам што се случува, меѓутоа ќе се активира специјална единица. И сега ние, знаеш како, битката уште траи. Значи, Да, се цело пука, време. значи, цело време се пука, со телефонот зборам на едно ќоже што се вика збори од вам мреж, се фаќа. Меѓу полицајците и меѓу нас, да речем, почна еден трач муавет, кај што демек ВМРО со СДС се неќат, сега нема да ни пуштат помош, а тогаш па министер за одбрана беше Бучковски. Бучковски, да. Воспоставив контакт преку СДСМ, градоначалникот тогаш на Битола Златко Вршковски, контакт со Бучковски, меѓутоа Бучковски мене дека не се разбират во тие работи, ми го даде советник му беше Лазе Китановски. Со него контактирав и рекоа дека за 2-3 сати ќе дојде помошта. Вистина за 2-3 сати, значи ми се јавија повторно таму од Министерството за одбрана, цело време ме контактира. А овие па од нашите колеги дојде од одзгора преку Кучково и кажа дека таму е опасно, дека се пукало. И нормално бараме помош, дека се пука. Потоа... Извини, што ќе прегам, сакам да ми кажеш почетокот сабарието, имам информација дека цела планина Гореше? да викала, се дереле. Тоа во утринските часови. Часови, да, после Кај молитвата. 3,5-4 сато, 3,5-4, не знам колку беше 4 сато, Аллах, викаа сите и ечеше планината. И тргна во напад. Че уствари така почнува нападот на Радош. Види, значи Мислам, утре- претходните 10 сати Да, кајде со минофрлачи. Да, И да. со тешки митралези, значи ноќта не престана. Пешадијата уствари со тоа почнало да Пешадијата во утринските часови со Аллах тргна на кај освојува територија. Да. Е тогаш во еден момент се запали цистерната во караулата, се вивна голем оган, а погодија најверојатно со минофрлач. Се крена голем оган, не се ува по радиостаница колегите, меѓутоа, после токо запалија светлото, на тенко, почна да дестуват нормално, почна борба, да се отвори А фронтална. цела вечер се пукало така, значи немало нешто пауза. Пази, Радуша битката, значи не престана 40 и кусуро сати, 40 Цело вечер. време, нон-стоп. Цело време. Се паузи се прави, ви кажав, 10 до 15 минути паузи. Значи немаше пауза во Радуша. Цело време се водеше битка, цело време. Значи цело време се пука. Смената што требаше да оди битолската не ојде, према овие колегите, во утринските часови. Јас ви кажав, мојата смена беше ноќта после. Од 19, Да. пошто завршив во 19, значи како што ти завршува, така ти почнува. Дали постоела општа таа паника меѓу војниците, еве сега кој ќе ни помага, како ќе ни помага, ќе Види, пуштат ли нормално и помага? меѓу полицајците, и меѓу, сега не знам за војниците, пошто тие бе ти кажат 18, одма на самиот почеток, на самото кога почна битката, еден урани, го качија и тргна за према Скопје за болница. Тој се вратил ли човекот што Не знам, значи не знам, навистина не знам. Да. Не знам, ама знам дека тргна со Хермелин тргна да го однеси ранетиот колега. Ако ни дојде и нас помошта, значи 4 колеги ги ранија со минофрла чисто. Значи ранети се ми дори не збора, да речем, тука му влезе штапнел, умите не му се гласни дежици. Што беше Радош. 20 други, мислам, дали беа полесно, не знам. Али ранети беа, без разлика, Да, не знам, јасно. со минофрлач, значи Че се терористите немало милост. Да, Целта била не, сите не, да ве ликвидираат. Сите. Целта му беше сите да не ликвидират, меѓутоа, пак ќе ви речам, тука се покажа, значи, ако сме мали и ако сме малку, дека можеме и со многу. Да. Јас- Затоа тој настан толку е битен, толку е види. голем уствари, а толку малце се збори, зашто тоа Јас имаме. не знам дали имате слушнато вие песната од Андријана Јамевска За битката на за Радош. битката на Радош. Значи, секој му чест на чупето, што не ја опеа,
60 луѓе, слушај ти колку бевме, Да. што не опе во една песна што ќе остани, да речем. Отита ќе биде останата за тие што учествувавме, Радоше. Јасно, да. И јас пак, ако некој го гледа ово видеото од колегите мои што учествувавме, Радоше, сакам да се собериме, сакам да направиме така едно видување. Ние, Битолската посебна, на годишнината се бериме понекогаш. Сега ова година не се собравме, ама прошло да се собравме. Значи, што учествувавме, да речем, Битолската посебна што беше во Радоша. Да. Пак ќе ви кажам, голема битка се водеше, мислам дека му нанасевме големи жртви нив, гради, мислам дека единствена битка во 2001, каде што гради, меѓутоа 20 спрема 1 бе. Ви кажам. Да. 20 спрема 1. И тука ќе го кажам, Кесковски во едно видео кај Васко Евтов го кажа дека тие посматраа, пошто Кесковски беше шеф на обезбедување кај Борис Трајковски. Значи, главен и знаеше што се случува во Радош. Знаеа што се случува во Радош. Сите знаеа, нема мислиш дека не знаеа. Сите знаеа од врво на државата. Не, тоа ми е прашањето. Зашто И тогаш, значи, после, еве ќе ти кажам точно, после 24 сати борба, значи 24-25 сати борба, прв пат во Македонија се употребија ракетните тврдачи. Зборам на нешто се од Урал тие системите што се прв пат се употреби. Тука се ти кажам, во 10 часот вајлето, 10:15 надлета еден авион, па после другиот вториот авион действуваше. После нив, после пола сат дојде хеликоптер. Ми-24 или Ми-17, дали не памтиш? Кој хеликоптер? Да. Ми-24. Ми-24. Да, Ми-24. Ми-24 и действуваше. Значи, дојде точно на целото и действуваше. Многу ни бе од помош, се прегрупиравме, муниција, оружје, све. Тешка битка беше, затоа велам. Меѓутоа, пак ќе речам, тука не војуваа албански граѓани од Македонија. Тука војуваа платеници кои влегоа од косовска страна. Влегоа од косовска страна и сакаат да освојат територија Македонија, мислеа дека ќе освојат. Меѓутоа, пак ќе речам, 60 луѓе, машки му се исправивме, машки се боревме. И пак ќе кажам дека успеавме. После кога ни дојде на помош, после 30 сати, не знам, дојде Прилепската посебно на помош. Пак Прилепчани со Битолче некако си поможат. Да. Јас во еден момент чујам тамо, по тој командир се спреј до ден денес живееме, Злате се вика, од македонски броте, началник е тамо сега, мислам дека пред пензија или за во пензија. Не знаете колку се почитуваме. Значи, тие што си се знаеме, што бевме Радош. И сакам да ме прашам тука, мене не ми е јасно, после ти си се јавил преку луѓе од СДС да реагираат, значи од Битола, па во Скопје, па ваму, преку ваму, значи како тоа немало некоја подиректна комуникација во моментот кога вас ве нападнале? Ви кажам, се слушнав и со началникот наш, значи бев во редовна комуникација со началникот на СВР Битола. Тој ми го даде бројот Љубе Башковски, се слушнав, ви кажав, повторно реагирав, значи цело време јас комуницирав. Верувате дека цела комуникација одеше во Радоша, значи зборам за помош околу Љубе Башковски и Бучковски. Меѓутоа, јас не разговарав со Бучковски, ви кажав дека разговарав со Лазе Китановски. Лазе, да. Му беше, сега мислам дека и починат Лазе Китановски, меѓутоа, човекот предобар, како да речам, се што кажа се излезе кој што треба, да речам. Сакам да те прашам тука како терористите го искористиле тенкот. Тенкот го искористија за гаѓаја од него. Гаѓаја, мислам ми уште стои таму во Радоша. Да, знам, има споменик. Да, ама на пример тенкот се движел овие со него или како? Види, ние не го видовме, значи овде тенкот ние не го видовме, ме разбираш на оваа позиција кај што бевме. Нашиот тенк да, меѓутоа нивниот тенк не го видовме. И ти викаш тие дошле до 30 метри од вас? Значи, се водеше битка гради в гради, ви кажам. Значи, таа беше битка в гради. Значи, се пукаш од многу близко. Имаше некои детали, пак ќе ти кажам, например,
едниот колега, например, ти кажав прошлиот пат дека го погоди со снайпер Да. овде, кој тој мислиш од цигара. Па после тој снайпер исто беше сместен во џамијата, па падна од џамија, па се случува, пак ќе ти речам, значи, тоа е пукање, како да ти кажам, борба е, борба гради, тоа е, нема опишување, како да кажам, филм да гледаш ќе ти се здосади. Филм да гледаш кај што се пука толку време ќе ти се здосади. 50 сати да се пукаш. Значи немало ни спиење, јадење, Ништо. ни до WC што се вика. Лепа села, лепа горе, гледана. Да. Знаеш како се мочае? Во шише. Во шише, Исто. Значи, мочање во шише, голема нужда во најлонче. Една мукава во ќош од бункерот, тука се седиш, тука се мочиш. Нема надвор. Нема излегување надвор, нема, тука ти е се во бункер. Се во бункер. Долу беше земја Земја, од бункер. Кој се одвалме, знаете што беше? Чаури. Чаури. И кажи ми тој ден колку куршуми си испукал? Много. Не знам бројка точно да кажам, но многу. Еве, денес имам проблем со ова. Ако од барутите честички, најверојатно. Што се враќа, меѓутоа многу. Околу 4000, 5000? Не знам, не можам битно. бројка да кажам. Да, ама. Бројка да Со кажам. кое ама, оружје И со формациското, и со 84-ката, со Да. све. Абе, види во такви моменти, што ќе ти се најде, тој ќе пугаш. Например, во еден момент и која погодија куќата, например, јас рачата бомба ја отворив. Да ја фрлам, мислев дека влегува во куќата. А тоа окине наш полицајец. Небитно се тие ситници, неќам да ги кажам, не сакајки, пошто бевме во борбена позиција, окинав внатре, јас мислев влегував внатре. После викнав, каже, тогаш го имав извано осигурачот рачата бомба. Значи, имаше моменти кај што и колегите психички малце се паднаја, не разбираш, пак ќе ти речам. И после колку часа дојде помош официјално, онака знам дека и сухоите употребиле каскетни гранати. Не знам како се вика тие гранати, меѓутоа употребија сухоите, да, действува и их сухоите, да кажам, 2 пати, 3 сухоите действува, може 4 пати, не знам. 3-4 пати, значи сигурно действува сухоите. 2 пати сигурно, може кој 2, може 4-5 пати хеликоптерот действуваше. Значи дојде. Помошта дојде ноќта околу 19, 20, 27, 22, не знам колку беше часов, знам дека јас 3 дена не јаш ништо, ни јаден, ни пиен, ни верувај дека ќе водиш битка ваква, ништо не ти треба, само вода. Ништо не ти треба друго. И куршуми. И куршуми, нормално. Вода, дури во еден момент снемаја вода нашите во бункерот, па се носеше и вода, се поможваше, си поможвавме едни со други. И затоа ви кажувам, не сум јас единствениот, како што ме представи херои се сите од битолската посебна Јасно, да. Има херои, неќам да ги именувам со име, ама не знаете какви херои, какви деца се боре, се да ги видите, од млади деца, едниот цел бел во косата, другиот цел му е испадната косата. Немој да мислите дека ние што учествуваме тамо, сме имуни и сме роботи. Значи, сме подлежни на... Затоа јас добив шекер, некој друг му обеле косата, некој друг нерви, знаеш како, меѓутоа секој, јас верувајте дека се слушам стално скоро со сите си имат најдено некој издувен вентил, каде што тие проблеми од 2001 што ги стекнавме и втора, јас пак ќе ви кажам, ние 2002 го бркавме чакала, чувавме во Куманово водат, 2003 се направиме шовите патроли, со терористите не пуштаа патроли. 2004 ги чувавме во Тетово на автопатот, сите сообраќајци што работеа на патот што запираа возила, ние со оклопно возило ги обезбедувавме. Јасно, да. Па жилче ратаја одедме, после ги обезбедувавме двете села. Значи, не остана место кај што нема модерно. Ти благодарам што ме нарече херои. Меѓутоа, пак ќе ти кажам, херои се сите
И тие резервистите што чуваат во Битола, и во Кичево, и во Велес, и во Штип, и во Струмица сега, на некој начин не заменува нас, кај што ние ако бидеме на терен, некој требаше да ни замени нас да го чува безбедноста и во Битола, и во Прилеп, и во... Јасно, да. И сега му се чисто ќе као за крај, а како беше повлекувањето, значи после авионите, хеликоптерите бомбардираат и што вие се повлекуваат терористите, вие Имаше проблем со еден наш, мада не го видов јас тоа, ма покажување дека имало некој превазен хермелин наш, не знам. Значи ова пак ќе ти кажам од разговор со колегите, тоа не го видов јас. Се повлекваше битолската посена, ви кажав, дојде на помош Прилепската, мешавите со македонски брод, со прилепчани од македонски брод, дојде колегите да не сменат, се повлекувавме и јас морам да прегледам нормално како командир што се случи. Се беше затворено, немаше кај да се качам нигде, сите алпопривози се затворено. И во камионот после кај што се чуваше премата, влегов во тоа возило, тоа шоферот беше сам, најдов едно место случајно. И така се повлековме негде касни сати, негде околу 12, мислам дека околу полноќ стигнавме во Идрисово центарот. и онака. Али по патот пак одевме споро, затоа што пак се имаше најава дека можда од еден од планината да отворат оган врз колона, што се повлекуваше. Еве сега, веќе кој доаѓаме при крајот, сакам да те прашам, ако би можел да го вратиш времето назад, да после знаејќи се ова што се случило, дали би го вратил времето назад и дали ако се ставиш во позиција, дали пак би го прошол се ова, дали би се повлекол затоа што ти кој ќе видиш и во какви трауми се тоа и во Вејце и во Радуша, дали би го преживел, дали би го прифатил тоа и пак би одел за Македонија да се бориш? Види, јас во карактер на човек, сега да му 52-3 години, од мало дете почнав во градењето на бившата ни држава Југославија, со тие работни акции, значи 4-5 работни акции. Потоа ако се пријавив да бидам полицаец, значи, пак ќе ти кажам, имам чичко далко ми брат загинато, од идеолошки причини, сакајќи си ја собствената држава, се пријави во полиција да ја чувам, затоа што во тие моменти, кога се раздели Југославија, значи ако се растори Југославија, Македонија беше многу кратка и намалена во смисол на безбедносни сили. Знаете како тогаш ние имавме страв дури од Србија да не случајно не нападне. И се пријави во полиција нормално да си го штитам собствениот народ, мислам и македонските граѓани што живеат во Македонија. Ако се случи пак во Македонија, дали ќе одам? Да. Сега, ако треба сега, ако сум на овие години, сега ја него комбилизоно, го клавам и заминам. Ке ти ја зимам само фантомката да не ме препознават мене на терен, дека сум многу стар, не дека се плашам од нешто. Да, би одел, да сакам Македонија, прошлиот пат ти кажав, за мене се фамилијата, верата и државата. Меѓутоа, на овие млади деца, млади сини, мора да му кажете што значи химна, што значи знаме, што е држава. Знаете како многу е лошо да си народ без држава. Не видите што се случува со Израел. Да, јасно. Значи, да не навлегваме во тој дел на војната таму. Значи, мора ова парче што не да си го штитиме, па макар и по цена на животот. Јас велам, мене нината ми е во вас, и нината ми е во моите деца, во децата на сите македонци што се во оваа држава. Да имате еден достоинствен живот во оваа држава. А и албанците ќе имат достоинствен живот. Ама не со онај ум како Натала Џаферија, голема Албанија. А што ако направат голема Албанија? Тие ќе имат народ за живење, па пол албански народ од Западна Македонија му е напуштен. Да. Значи, албанците, јас пак ја речам, ние сме ненаселена земја. На толкава
да не сгрешам во квадратните метри на Македонија, живееме не цели 2 милиони бе народ. Милиони 800 последно. Затоа велам, значи, треба да се почитува, да се сакат, не да се шири национална омраза. Меѓутоа, пак ќе речам, јас не можам да го вратам времето. Јас не можам да му кажам нив дека и по мирен пат се добива некои привилегии што ги добија албанците. Да, не мораше да загина толку и од нивна страна и од наша страна. А уствари па ние одевме да се браниме сопствената држава. Меѓутоа, јас велам, срамота е за сите државни институции. Срамота е ова што го прават врзнат бранителите од 2001 година. Пазете, иди Битола, 4 ноемвриска награда се дава за денот на ослободувањето на Битола. Не мора на живи бранители, поскупно дај му на една фамилија на загинатите. Му дават на професор некој, немам ништо, значи немам ништо против ниедна, да не бидам сватен погрешен, против ниедна струка или што е во меѓутоа, дај му еднаш поскупно на фамилија 4 ноемвриска награда, дај му еден жив бранител 4 ноемвриска награда. Не е само награда, значи, дај му некоја, заслужиле луѓето, пази, не му даваш ти, дај му некоја привилегија, една привилегија дај му. Па плаќаме све и се што бевме ослободени од крвта. Еве сега проверка на шекерот не може ми вели, ќе си платиш. И крвота 50 пати крв да имам дај. 50 донирање на крв. Донирање на крв. Ќе си платиш во прилог, ќе си платам, не е проблем. Меѓутоа сакам да ви кажам, ниедна привилегија, нити од локална самоуправа, нити од државна самоуправа, од ништо. Знаете како, ние сме како еден лимон, знаеш како ќе го исцедиш и фрли го. Нас не исцедија и не фрли. Не фрли. Јас зашто велам, сум благодарен тебе и на ова патриотско друштво што се грижи за македонската кауза, само вака ќе обстои македонската кауза, како тебе, и ако имаш големи наследници, следачи, оти после тебе ќе има друг, друг и трет и така натаму. Вервајте, во Битола имаме години се борев да направат споменик за бранителите. После тоа години се борев да напишат за шо загина, ги напишаа само имињата. И сега замислете, еве ќе земе од основни и средни училишта било како. Никој не оди да му однесе историја, има професори учат предмет историја, да му кажи. До сега само една учителка, Кодана, ни ги има донесено децата на предавање пред споменикот. Вервајте, цела не спав, како да му доловам на дечината што се случи во 2001. Од тие се деца прашват. А немој да мислите дека како началник по превенција, па не одев во албанските села на предавање. Па одев и на тие деца треба да му се предаде, да му се кажи. Значи, немам никаков проблем со албанското население. Не сум јас таков човек да мрази, значи не мразам, ги сакам луѓето општо. Ви кажам и со струката моја и со службата се соработвав и предавањата, ви кажав, и во албански училишта, и во македонски, и во турски, во секакви училишта. И тоа е, значи, ќе завршам со ова, јас сакам да имам мир во Македонијата, верувајте, војната е страшна работа, ама да се знае, македонецот се види македонец. Ова е држава Македонија. Тоа е, патриоти, ви благодарам што не гледавте, благодарам за поддршката што ни ја давате. Ова е Сашо Гилевски и ја кажа неговата сторија, посебно за конфликтот од 2001, кажа два битни наставни за Вејци и за Радуша. Така на крај го резумиравме ова со добра порака. Доволно од сите овие луѓе илјадници што не следите, доволно еден да прифати тоа и да го прави, да работи за каузата и да ја шири македонштината. Исто така не смееме ние како млади луѓе да ги заборавиме бранителите, луѓето кои беа први, која најмногу и треба на Македонија. Тоа што политичарите постари сгрешија и ги заборавија, исто како што кажа Сашо, како лимон ги се асоцира. Така да сакам да ви кажам уште еднаш фала што давате поддршка, споделете, пишете коментар ваше мислење, ставете лајк и се гледаме во следна епизода. Добра ноќ.